Добар ден, срдечно добре дојде за сите оние кои што се и заедно со ова издание на Никој да не знае. И како вели шпицата, така и е. Значи, никој да не знае освен јас, вие и таа нашата гостинка. Колку за увертира, таа ќе ви рече вака: следите го вашиот сон и тој ќе стане реалност. Кога беше промоцијата на незината прва песна, пак изјавува вака: конечно доаѓа промена на македонската естрада, вели, освен врвните пејачи како што се Тамара, Елена, Каролина, доаѓа една нова генерација на изведувачи како што сме јас, Антонија, Лина, Мартија. Мислам дека повеќе треба да слушате македонска музика и да не поддржите, изјавува тогаш. И уште нешто колку за провокација, вели вака: би сакала да учествувам на уште голем број надпревари ширум светот, но исто така да работам и на мои песни, па дај Боже да стекнам и светска слава. Така и ќе почнеме. Мина Блажевова, Никој да не знае. Здраво живо. Здраво, добро ве најдов и фала многу што ме викнавте. Јас овие изјави сум ги заборавила. Ете, јас те потсетила. Ама уште стојам на нив. Точно. Тоа е идејата на ова Никој да не знае. И никогаш пред 20 години кога си била, да, си имала две. Не, пред 20 беше оваа Никој да не знае како формат. Ама веројатно да, си била многу малецка па и не си гледала тогаш. Да. Тоа беше финтата, да ги натерам гостите да кажат дали некој став може би промениле низ годините. Така и тебе те прашувам, заради тоа што си одамна на сцената, иако имаш многу малку години, нели? Си многу млада, сепак имаш многу работи кои што си ги кажала во интервјуа, па може да се потсетиме, па да ни кажеш дали се уште стоиш за тие. Можам да потврдам, се уште стојам позади тие ставови. И дали така излеза? Дали повеќе се слуша? Значи, тоа е 2018, ова негде 2019, така е, да. И сега од тогаш, од првата песна, нели, од твоето првенче, не зборувам за 4 години поточења, за тоа ќе збориме. Потоа зборувам за таков некој, како да кажам, професионален ангажман или твоја песна прва. Мислеше дека навистина доаѓа времето кога треба да се повеќе да се посвети внимание или некако нели дојдоа повеќе и женски па и машки вокали кои што направија некако ја раздрма сцената. Па стојам на тоа дека многу ми е мило што баш сега во последните години некако се раздвижува повторно македонската естрада. Имаме многу квалитетни пејачи и пејачки кои што имаат мојата цела поддршка и тоа треба да биде така од целата наша држава. Мислам дека имаме многу квалитетни изведувачи, само треба малку повеќе да работиме на себе, повеќе да снимаме, повеќе да вадиме песни, за да успееме и да ги оствариме нашите сонови. Кога сме кај тоа, ајде на почеток да прашам, има ли нешто што можеш да ни најавиш, еве, како за почеток, на старт? За тоа не се договаравме, еве кажуваш што смееш, што не смееш, ајде. Сега работам на една песна. Супер. Подолго време немам извадено. Меѓутоа не сакам да откривам многу детали. Добро, што смееш само да ни... Барем жанр, да кажеш. Не откривам ништо. Ништо не откривам. А со кого работиш? Во Србија ја снимам песната. Добро. Со тоа што сега на крајот на месецов треба да отидам таму да ја снимаме. Така да кога ќе имам повеќе детали, јас ќе ви откриам. Сакам да кажам. Ќе ви откриам. Мислев нешто ќе добијам ексклузивно, ама ништо. Би сакала почеток на летото да ја извадам. Ете тоа ќе ви откриам. Добро. А настапи такви нешта можеш да ни кажеш каде, што, како правиш? Настапи сега например на 30 април ќе имам во Монабар. Добро. Се појавуваат по некои, меѓутоа... Одиш со бенд или настапуваш? Да, со бенд. Исклучиво со бенд. Не, менувам бендови, меѓутоа исклучиво со бенд гледам да настапувам, затоа што некако така ја давам целата моја енергија и знам што ми е потребно за јас да се чувствувам јас во моја собствена кожа и да можам да ја пренесам мојата енергија. Со Матрица сум пробала, не е тоа. Сакам жива музика, сакам комуникација. Друго е кога ќе има бенд. Така, сакам комуникација и некако секогаш што бенд ми звучи поубаво и попрофесионално. Супер. Откривав што е нешто што можеме да зборуваме, еве сега што само да го најдам каде е тоа делче кој што си го кажала, односно го кажале за тебе. Добро, ајде ќе се обидам. Значи си учествувала на повеќе фестивали, имаш добиено први награди, втори, трети, значи тоа се 7-8 фестивали, од тогаш ја додека ги собрав податоците, можеби се и поиша во меѓувреме. А мојот ми е дете си била, значи ти имаше само колку 13 години кога ја представуваше Македонија на избор за песна на детска Евровизија. На детска Евровизија, да. И сега навистина тоа многу малку за дете, мислам, секако се деца сите таму, да се договориме. Ама пак е голема одговорност, ајде, ако може во еден збор. За мене детската Евровизија беше едно од најубавите искуства, иако нормално си носеше своја огромна одговорност.
Пред се затоа што не се представував јас самата себе, туку ја представував нашата Македонија. Така да ми беше огромен предизвик и мислам дека на крајот се искочи како што сакав. Например, мислев дека ќе имам многу трема. Од тука ја носеше таа трема, да, сериозно. Пред да искочам на сцената имав сериозно многу голема трема, меѓутоа кога излегов на таа сцена и кога ги видов сите тие луѓе, некако ја снема и беше присутна само таа некоја позитивна енергија што ми даде дополнителна сила да ја представам нашата држава како што треба. Освен тоа, детската Евровизија ја памтам и како една многу убава дружба, затоа што некако не беше присутно тоа ривалство помеѓу нас, него едноставно беше искрена дружба и мило ми е што ден денес се уште имам контакти од таму. Да. Добро, и после тоа искуство, ај се завртиме на 4 години, кога беше на Поточиња. Така? Добро. Како беше песната? Само тоа не успев да не. Немав ја моја песна. Немаше. А ти беше дел од хорот? Има многу интересно. Значи имаше една песна, не сум сигурна како се викаше, мислам дека Скокај, зајко, скокај, нешто така. Многу ја сакав. Значи јас бев Сакав да биде твоја. Да. Ама за жал едно девојче ми ја зема и мене така ми се скрши филмот и само стоев во позадина на песната и играв, ама бев многу тажна. Многу тажна бев. Ти всушност беше само танчар на песната. Отварав уста. Добро, кога сме кај танцот, го сакаш и него. Да. Паралелно одеше и на танцување, одеше некој да те подготвува за кореографија? Уште од многу мала одев на балет, на хип-хоп, на латино танци. Да се договориме, класичен балет или современ балет? На класичен исто идев, после тоа и на современ, се имам пробано. На игроорна идев исто така. Така да, тоа е благодарение на мајка ми. Многу сум среќна што ги имам пробано сите тие различни спортови и што некако ми, како да кажам, ме споија дополнително со музиката. Да. И ми дадоа едно дополнително искуство за на сцена пред да започнам со пеење. Така е, добро. И после Поточиња, значи ти само пиеше по дома, додека не дојде првата песна или како? Не, Славјански базар беше првото нешто, така, првиот фестивал. Не сум сигурна како точно се движи, ама да, мислам дека Славјански базар, имам исто така и во Украина пеено, имам и во Белорусија, во Србија бев на Пинкови звездици, да, за Пинкови звездици ќе зборуваме малку повеќе. Така да има доста фестивали измеѓу. Меѓутоа така нешто, мислам дека тоа беше почетокот. Ама талентот ми го откриваат уствари во моето основно училиште. Ајде па раскажи ни тоа, не го најдов во интервјуама. Тоа е интересна приказна. Значи, мојот талент се открива, требаше да имаме патронат. Добро. Тоест имавме патронат. И јас многу сакав да пеам и одев кај моите учителки и викав јас сакам да пеам, јас сакам да пеам. Меѓутоа они не знаат дека имам. Колку години си имала, знаеш? Кој оделение? Од прилика мислам дека бев второ, трето, така да некои 7 години. Да, 7-8. Така. И викам јас сакам да пеам. Ми викаат како ќе пееш, затоа што не знаат дека јас воопшто имам талент. И викам ќе пеам, испеав таму кај имаше кај педагогот бев, уствари да видиме дали ќе ме прими, ми вика, окей, ајде, пеј една песна и искачам ја на сцена, пеам и имаше една жена која што се бави со музика и како што завршив јас со мојот настав, ми прииде и ми вика, девојче, каде се твоите родители? И јас викам, ете ги напред. Добро, отиде кај нив и им рече, значи ова девојче мора да се бави со музика. И уствари така јас започнувам со моите часови. Да. И кај кого се часовите? Одев прво во Enterprise и потоа кај Ана Костадиновска, која што ја сакам највише на цел свет. Морам да ја спомнам. Многу ја сакам. Да. И сега таа Ана Костадиновска се уште знае нешто да ти кажа, после некој се консултираш. Сега да им кажеме само која е Ана Костадиновска, Ана Костадиновска, придружниот вокал на еден тон, меѓу кои што на ДНК и на сите бендови на. Па мислам дека нема бенд на кој што не им била придружен вокал. Така е, значи она е еден толку добар човек, човек што е секогаш тука да ми даде совет во било кое време, значи дури во 3 саат бајла да ја пишам, мислам дека одма ќе ми врати. Така да многу ја поздравувам и многу сум благодарна што цело време е тука да ми даде совет за било што. И што се незините совети? Смееш ли да ни откриеш нешто? Незините совети. Она секогаш ми вика да се пеењето или околу музиката. Она секогаш ми вика да бидам малку поупорна.
Аха. Јас, на пример, сум човек што не сакам да бидам наметлива. Не сакам да, на пример, ако има некое снимање или се дава интервју, знаат некои од моите колеги, пример, да отидат сами да Јас никогаш во животот не сум направила такво Да се јавиш никаде па да кажеш дали може да. Некако јас верувам во тоа дека што е моje ќе си дојде. И не сакам да бидам наметлива. Например, Ана ми вика, мораш малку повеќе да работиш на тоа, не може се да ти доаѓа од небо. Така да такви некои совети, исто така и за изведување на песни, многу често за тоналитети ја консултирам, да ги снимам добар ли ми е овој тоналитет, не друг пробај и така. Кога сме кај колку имаш музичка наобразба? Беше нам во музичко одеша, нешто правиш? Добро. Значи имаш. Имаш ама некоја минимално. Минимално. Да. Колку тоа помага? Па моментално не ми се нашло. Затоа што пеам со, како што кажав, со бенд. Предпоставувам да продолжев или мислам да продолжев со средно образование или факултет музички, многу повеќе ќе ми помогнеше, меѓутоа затоа што немам толку многу големо познавање. Затоа и мислам дека не ми се нашла, а и како ми е потребно. Така. И зашто не се запиша средно музичко? Сакав во Јосип Брос. Мајко мила. Чекај малку, ти се гледаше во музиката, се гледаше како? Да. Така? Се гледав, меѓутоа јас некако ги стави вака двете работи на маста, дали да идам на музичко или да идам во Јосип Брос. Гимназиско, веројатно, да. И одлучив дека доколку отидам во Јосип Брос, некако имам за понатака повеќе можности. Ако отидев во музичко, ќе мораше да бидам само музиката во мојот живот. И така и за факултет се одлучив, затоа што инаку маркетинг завршив. И многу се двоумев, ама некако мислам дека со маркетингот повеќе можности ќе ми се остварат и доколку, мислам, јас пеењето е тука присутно. Така. Меѓутоа да си имаме и уште нешто. Да. Имаме случаи вакви, вчерашната гостинка, например, во Никој да не знае кажа, нели никогаш, вика моите ми биле цел живот подршка, никогаш не ми рекле дека, например, имаше колеги и другарки кои што ми рекоа, па можеби музика не можеш да живееш баш од неа, нели во таа насока. Можеби и тука некаде ти бил тој фолдер од тебе кога си се одлучувала дека нели музиката ќе биде тука, но можеби треба да имам нешто што ќе биде стабилно, па ова да ми биде само нешто што ќе ми ја дава таа креација. Така е, некако јас сакам секогаш да сум на сигурно и затоа си имам две опции кои што моментално си ги работам паралелно и ми е супер. Да. Значи маркетингот го работиш. Да. Добро, супер, да. Да видам колку е часот, може. Вистинско време да слушнеме твојата другарка. Оваа другата не можеше да натераш, што е по дома. Не била нашминкана, ама следниот пат ќе ја земеш. Да, знам која е, да им кажеме на гледачите, ама затоа имаме една инфлуенсерка со која што ќе ни каже и таа самата веројатно како се запознавме, Луна Стефановска. Мина ја знам од моментот кога е родена, први тоа што сме само 6 сати разлика, јас сум постара се разбира попаметна. Како би опишала Мина? Брутално искрена лепотица. Не би кажала дека е мана, за мене е доблес, за него е мана, тоа што е многу директна и тоа што фацата избори пред она нешто да каже. Ако не те сака, ќе се види тоа. И за крај прашање за неа. Прашање за неа ми е кои се 3 работи што она ги сака кај мене. Значи како? Ке ти се види на фаца ако Така викаат обично. Добро. Меѓутоа, значи, прво, вака кога се слуша не звучи многу убаво. Не постојат луѓе што не ги сакам, меѓутоа постојат луѓе кои што едноставно нивното присуство не ми прија. Па добро, ама добро е да си таква, да знаеш дека од овој аспект е добро да си таков. Значи, со луѓе, со оние кои што ти прија тие да бидат во твоја близина. Тие другите не ти ни треба да знаеш. Од овој аспект свој ти кажувам. Дупло од тебе имам и повеќе од дупло. Така што баш затоа сакам некако да е се црно на бело и ако мене нешто лично не ми се допаѓа, јас секогаш отворено кажувам. Мразам озборување, мразам лажење. Така да не можам да лажам и некогаш е мана, некогаш е добро, ама да. Во овој свет на музиката, кога некоја колешка ќе те праша нешто, а тебе не ти се допаѓа, можеш да си искрена, брутална и да ја кажеш, ма не ми се свиѓа. Да. И кажуваш? Да.
Кому си кажала? Па се кому сум кажала на поблиските, меѓутоа затоа што не на толку сите. прашања не сум добила, на пример, Да, што да, мислиш, да. нема да го кажам, не ми се Не ми се свиѓа, ќе го изформулираш некако малку да биде не навредливо, поблаго, така. нормално. Мене не ми е поентата со тоа да навредам, меѓутоа секогаш имам свој став кој што си го држам и не е тоа за да повредам никого, туку баш напротив сакам да помогнам. И некогаш некои ме разбираат дека тоа е добронамерно кажано, некогаш не. Да. Имаш 20 и неполни 3. Да. Некаде во Уште јуни. малку. Да, Да. во јуни. 12, така ти е? 27. Да. 27, извини со бројките, значи сум го згреја, ама јунија. Значи во јуни 23 и сега со 23 години. Колку пријатели имаш? Баш ме интересира. Колку дали ќе се движи таа бројка поголема ќе, па потоа ќе се намалува или? Се намалува. Да. Значи ти имаше Баш- повеќе, па сега се малку помалку. Па баш тоа. Порано некако имав трпение да седам со секого, дури и кога некој не ми пријаше да седам. Сега таа бројка се намалува. Гледам мојата енергија да ја користам и да ја трошам заедно со луѓе кои што ми пријат и кои што ми даваат исто така позитивна енергија. Кругот се намалува, најблиските ми се секогаш фамилијата, мојот партнер, дечко ми, и исто така и моите другарки, со тоа што се неколку, не се кузне колкав број, меѓутоа тоа станува збор за искрено другарство, така да. Да. Кога сме кај Луна, заборавивме нешто, а тоа е одговор на прашањето што ти се допаѓа кај неа. Да. Да. Кај Неизе, она е многу сличен карактер на мене. Како се откривте? Како станавте другарки? Тоа ми е важно. Значи, како што кажа она, ние сме разлика само 6 сати. Тоа да го објасни. И не е попаметна. Не е точно тоа. 6 сати сме разлика. Значи, она е родена на 26-ти, јас сум на Добро. 27-ми. Добро. Так. Родени сме во иста болница. Така се запознаваме. Меѓутоа нашите се познаваат, се дружат, така и ние се дружиме. така се дружите. Потоа сме заедно во основно училиште, А ви во градинка исто така, во средно и ете ден денес се уште се уште дружиме. да ми кажете дека сте биле бебе до бебета. Бебе до бебе, тоа е најсмешно. Чекај, Ова раскажи. морам да го Тогаш раскажам. раскажи ако Ова е има многу такова смешно, приказна. да. Ајде. Значи бевме 3 бебиња, сме Добро. биле таму, Добро. едни до други. Добро. И сега едното бебе било машко, Добро. едното бебе било со многу коса и едното бебе било келјаво. Добро. Двете биле женски, тоа со косата Да. и келјавкото. Така е. И Тоа сте Луна и ти? Да. Добро. И татко ми влага таму и ги гледа трите бебиња, он е келјав. Иначе. И вика, аха, ова е машко, ова не е моја. Ја гледа Луна, има многу коса, ова сигурно не е мој. Ме гледа мене, без коса и вика, ова е моето бебе. И така ме запознава татко ми. А уствари на вистина ти и Луна се знаете Да, од болница. да. Ај, добра приказна. И потоа, всушност, уште од основно сте дружите? Мислам, од интензивно градинка. се дружите од Да, градинка? се дружев и во основно и во средно, со тоа што имавме периоди, затоа што сме многу слични карактери и знаевме да се скараме често. Ама тоа се некои детски глупости, сега како што сме созреани, такви проблеми немаме. Добро, Баш зашто се напротив, каравте? За играчки, за глупости? Ку знае. Да, Не ни да. памтам. Добро. Да. Глупости некои. Оговарања, Аха. такви работи. Да, детски драми, Детски уствари, драми, да. А сега сме тука цело време една на друга да си дадеме поддршка, да си помогнеме и многу сум благодарна што имам таква искрена другарка во животот. И сега Луна кога почна со нели со Инстаграмот, што и рече, имаше некои прашања за тебе, ти имаше некои прашања за неа, што има идеја, како има Цело идеја. време се консултираме. Да, затоа што сепак дел од јавниот свет си, Да. нели, знаеш како функционираат Да, 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 работите, иако тоа е социјални медиуми, сепак е нешто што е врзано со медиум, како да кажам. Па паралелно јас со музиката, мислам благодарение на музиката, собрав да кажам некоја база на луѓе кои што ме поддржуваат, кои што ме следат и исто така паралелно почнувам и јас да се бавам со инфлуенцерството, со тоа што ми е многу убаво, многу сакам да се снимам. Стварно? Многу ми е убаво. И некако ми исполнува и тоа. Да. Цело време се консултираме со Луна, цело време си даваме совети, воопшто не постои, пак ќе го спомнам тоа ривалство и така помеѓу нас, натаму, воопшто не постои. Баш напротив, например, доколку некој ме праша дали имаш некој инфлуенсер да ми препорачаш, секогаш ја препорачувам Луна. Не само затоа што ми е другарка, меѓутоа стварно е квалитетна и знае да го сработи тоа. Така да цело време се поддржуваме и си помагаме.
И што е убаво во тоа снимање? Тоа кажи ми го само. Сама се снимаш, што правиш, како? Има некој што те снима? Имаш некаква приказна, ја правиш приказната сама? Зависи од тоа за кого работиш, па така излегува приказната, како да работите? Работам исклучиво со брендови кои што ги користам. Исклучиво со брендови кои што им верувам. Така. И кои што ги користам во моето секојдневие. Тоа е најбитно. Најбитно е исто така и да се поврзеш, да си искрен и да се поврзеш со публиката, едноставно да створиш една доверба помеѓу вас. Така да некогаш снимам со снимател, некогаш сама, зависи се, тоа доаѓа некако спонтано и гледам и на таков некој спонтан начин да ги пренесам некои конкретни производи. Меѓутоа, како што кажав, се во тоа да си искрен и да знаеш да го пренесеш тоа што треба. Така е, да. А седнувате со Луна на кафе и правите муабет за тоа како што... И сега, нели, еве вака, од ваш аспект, еве, и за двете можеш да ми кажеш, веројатно сте толку добри другарки, па ја го знаеш и нејзиниот одговор. Има ли лоши коментари? И како реагирате на лошите коментари? Заради тоа што, нели, ние сме со, нели, мислам, голем дел од луѓето се по 500, по 1000, по, не знам, по 20 пријатели или, нели, луѓе што ги следат, следачи, што би рекол Атанас. Нормално е. Да, ама муабетот ми е, како реагираш? Ги бришаш? Не. Не? Ги оставам. Ги оставаш? Мене ми требаат тие. Мене ми помагаат тие. Добро. Не. Јас, например, сум многу отворена за критики. Добро. И многу сум отворена и за негативни коментари. Многу е нормално некој да има различно мислење од моето и да ми каже, ете, например, не знам, ајде, штикливе мина и не ти се убави штикливе. Добро, не ми се допаѓа. Добро, супер. Секој има свој вкус, секој си има свое право на мислење и слично. Меѓутоа, не ги почитувам коментарите кои што се поставени само за да навредат некој друг. Значи, тоа е различен тип на коментари. Меѓутоа, со тек на годините се имам навикнато и воопшто не им давам до значење на таков тип на коментари, затоа што едноставно треба да сватиме дека тие се поставени од луѓе кои што очигледно немаат попаметна работа и единствена цел им е да повредат некого. И јас не разбирам ни кој има толку време за такви глупости, ни која е поентата, меѓутоа коментари од скриени профили кои што се таму само за да ме навредат, воопшто не добираат до мене. Да. А што вика Луна? Се разговарале на таа? Да, исто тоа. Мислам дека секогаш на почетокот е малку потешко да некако да преиспиеш со тие коментари, нели да ти поминат низ глава. Прв пат моите негативни коментари ги добив на детската Евровизија, затоа што многу луѓе те гледаат. Секој има различно мислење, како што кажав, тоа е нормално, меѓутоа имаше и негативни коментари. Памтам, јас плачев кога ги видов прв пат. Добро, ама 13 години си имала сега, не е исто. И некако мојата самодоверба како да ми се скрши во тој период, но благодарение на мојата фамилија, која што е тука секогаш да ме поддржи и да ми даде поддршка и во тешки моменти и во добри моменти. Така да заедно со мојата фамилија некако ги пребродив. Ги пребродивме тие, ете да кажам, лоши коментари и само ми ставија во главата дека нормално е, се занимавам со јавна работа и дека такви коментари секогаш ќе постојат, само треба да ги филтрирам. И многу е чудно што имаше безброј добри коментари, мене главата ми се фокусираше во тоа време само на негативните. Ама не, човечки е да ти се фокусира всушност, нели, најмногу на тие лошите, затоа што не знаеш зошто, нели, не го знаеш одговорот тогаш. Ете, тие луѓе кои што ги поставуваат тие коментари не размислуваат дека и луѓето кои што се занимаваат со таква јавна професија имаат чувства и дека можеш да повредиш некој и не ја разбирам поентата. Да. Не те прашав пред ова интервју, ама мислам дека нема да ми забележиш дека не е меѓу нас, но имал голема улога во создавањето на ова што е денеска мина Блажев, Панча, нели, како твој чичко. И јас секогаш сакам, нели, и моите ги нема, сакам да ги споменуваме заради тоа што така ни живеат, така ни спомените ни живеат. Што ти рече Панчо кога почна да се занимаваш со музика? Го немам спомнато, мислам, вака... Ако не сакаш, не зборуваш. Не, убаво ми е да зборувам за него. Мене ми е убаво да зборувам за моите зата. Јас цело време го чувствувам неговото присуство. Многу често го спомнуваме и дома, затоа што он беше стварно голем дел од мојот живот. Он беше секогаш тука да ме поддржи. И он, и Андреј, и целата негова екипа, која што за жал нели го изгубија нивниот живот. Многу сум благодарна што воопшто јас имав
Можност, прилика да. и можност да ги запознам, затоа што такви луѓе втор пат не се раѓаат. И многу сум благодарна за се што ми кажал и за секој еден совет и тоа. Немам зборови со кои што можам да. Се сеќаваш на една реченица некој од него? Вака што ти стои некада, века некада тука. Има многу реченици. Добро. Да. Некоја прва? Ние многу често се зезавме, значи Добро. имавме некои свои Некои ваши интерни шали, да. добро. И некако уште он ме викаше прасец. Прасец ме викаше, да, и уште некако звукот кој ќе ми каже кај си бе прасец, што правиш, ми стои во глава, меѓутоа многу различни коментари ми дал и поддршка и совети и многу сум благодарна Да. за тоа. Кога имаш, чекам само, прашањата потоа, сега ќе пееме. Може Ајде, така? Да. може. Во други души. Може? Може. А после ќе зборуваме, па пак ќе пееме. Ајде, уживајте заедно со Мина Блажев. Žena, da sam tvoja, sakav da progledaš, sakav da me vidiš, čekam na tebe, čekam predugo, kako prsta koga sakaš, jas možem taka, kako dete što ne zna za dosta, poterapujte, što bega, ja ste brkam tebe, no ti mi begaš. Duši, kje se slijepi me,
Ми наблажав и натаму во никој да не знае, имаме уште малку време, јас прашањам многу, ама да не ги забораваме пинковите звездички. Мислам дека тие ти дадоа, како се рекла во едно интервју, таа самодоверба која што ми требаше во тој миг. Да. Нели како ме изградија некако, нели успеав таму да Одскочна даска ми беа. Точно, да. А и тие негативни и тие позитивни коментари велаш се ми беше окей. Мислам за мене беше све супер. Да. Тоа беше исто така едно многу убаво искуство, со тоа што беше и напорен период, затоа што многу често бев на релација Скопје-Белград. Можам да кажам едно огромно фала пак за мама и тато, затоа што ме трпеле и затоа што секогаш биле со мене и да ме однесат и да ме облечат нели за настапи и слично. Огромна поддршка од нив, со тоа што да, преубаво искуство, затоа што многу настапи се собираат во еден мал период. Да. Доста трема, затоа што чекам да ми даде некој коментар, да ми кажа дали било добро, дали не било добро. Меѓутоа, да, многу ми помогна да се изградам како пејачка и како личност исто така. Да. А тинеџерството како го вида ти од твој аспект, заради тоа што ти беше пак некој тип на јавна личност, нели? Беше познат и во тој период, да речеме тинеџерски. И сега се соочуваш со другарчење, имало примери во ова, никој да не знае, кога луѓето велат дури ми дојде, имав лошо искуство, заради тоа што мислам дека никој не ме сакаше од соучениците, мислејќи дека јас сум познатата, па мене ми попуштаат, па кон мене се поинакви, па нели такви работи, или немаше проблеми со тоа? Па можеби некој го имал тоа мислење, меѓутоа јас не знам, не сум почувствувала дека сум поразлична од другите, искрено. Секогаш сум била едно со сите тие кои што сум учела заедно, со тоа што можеби некако не тинеџерството, ама некако како да го скокнав детството поради пеењето. Не заради тоа дека јас не сум се дружела, напротив, туку претпоставам дека затоа што цело време сум била, да кажам, под притисок на јавноста и сум била на различни интервјуа, настапи. Се тоа ми има помогнато некако да созрам побрзо, затоа што сепак преку тоа сум научила како и да се да имам свои ставови, како да зборувам, како да се однесувам, како да се изградам, како да си помогнам. Така да можам само да кажам дека ми има помогнато побрзо да созрам на некој начин, а дека во тинеџерството сум се чувствувала поразлично, не. Едноставно и сега не сум поразлична, исто сум како сите и така. Да. Ги спомена мама и тато, поддршката си, како јас споменав уште на почетокот, и морам да кажам нешто што јас го гледам од страна и ми е драго, заради тоа што не си дете кое што заборавило на таа поддршка, па ти сега некако во тој семеен бизнис им ја враќаш таа поддршка на свој начин, како да кажам, искористувајќи ги своите маркетинг способности, искористувајќи ја својата инфлуенсерска можност, нели, или моќ. И минатиот пат, всушност, и мислев, искрено, мислев дека нека да работи, не те ни прашав што како, и сега, нели, ти викаш, мора во магазин да го средиме, да ова попис имаме и све. Мене не ми е јасно, нели, нема никаде во интервјуа ни зова, и ја не сватив што е. Сега дури разбрав дека всушност тоа ваш, тој нивни бизнис во кој што си ти вклучена. Така е, станува збор за оптика, да, оптика Цајс, мала реклама. Ако може, еве може, заради тоа што зборувам за еден друг тип сега на, нели, на не си размазано дете кое што ќе чека да му ги донесат дома парите и нема ништо да биде таму. Јас од мои 18 години гледам да се заработувам сама за себе, од кога почнав, нели, посериозно да заработувам. Со тоа што повторно моите се тука секогаш ако ми треба, меѓутоа пробувам да допринесам конкретно во нашиот фамилиарен бизнис, затоа што оптиката постои 50 години, мене ми е многу мило и многу би сакала да го продолжам тој бизнис. Таму сум присутна уште од многу мала и имам стварно големо познавање за оптиката. Така да, пробувам дали со маркетинг, дали со инфлуенсерство, исто така седам таму и држам смени, воопшто не ми е проблем, баш ми е убаво. Продавачка може си, така, не е проблем. Баш ми е убаво и
Искрено сакам да им помагам. Зашто да не? Да. И многу бав бизнис. Мене ми е тоа многу Да, ама бава. што вела твојта? Што рекоа кога нели рекоа ама не, ти сега ти реси твојава музикава, ти реси маркетингот, тера или не? Мене никој не ме тера да седам. Тоа сакам да прашам, Никој не ме тера во Претпоставам викенд дека да е седам. така, ама Ниту сега јас морам да бидам таму, не знам, Да, секој ден од да. 10, меѓутоа јас тоа го правам затоа што сакам. Едноставно мојата работа, инфлуенцерството и пеењето е доста флексибилно. Така е. И немам јас сета да кажам тие работни часови кои Ама што мора да ги немаш наутро, завршам. така, Немам. многу И не- ретко И веројатно не можам никаде. да седам дома. Да. Прво заради сама Себе. себе, затоа што сакам да правам нешто продуктивно во тие часови. И тоа ми е супер опција, затоа што плюс работам како им го водам нивниот маркетинг. Смена некогаш држам, некогаш не држам, зависи како ми дојде. Меѓутоа воопшто не ме тераат, никогаш не ми кажале мора да дојдеш. Се случувало да ми речат дојди, треба да одиме ваму, да не смениш едно друго, меѓутоа лично затоа што јас сакам да го правам тоа, затоа идам. Да. А што знаеш за оптиката? Викаш многу Се работи знам. Како се? Што е се? Па се знам. Да. Знам се. Знаеш и заучила или само заучила за сонце? Со Да, тоа да, и заучила и за заучила за диоптрија, оптика, да. диоптрија? Да. Знам се. Браво! Значи ти ќе бидеш или со сестра ти заедно ќе го наследите? Како мислите? Тоа ви е план? Па сестра ми се уште се определува што сака. Аха. Меѓутоа верувам дека ќе се придружи и дека заедно ќе го работиме тоа. Инаку имам и брат исто така, А, и брат има, да. добра. Меѓутоа он е графички дизајнер, си има одлучено за што сака, Што те гледам тебе во оптикава, па таму. Да. Немаме многу време, ја имам само она со што почнавме. Во едно интервју си рекла би сакала да учествувам на уште голем број надпревари ширум светот, но исто така да работам на мој песни, па дај Боже да стекнам и светска слава. Ова останува да посакуваш. Така е. Така е. Останува и исто така многу сакам на Евровизија долу. Епа тоа. Ама убаво е да се манифестира Многу желите. сакам. Ти кажуваш и Ми е желба. па да, супер. Подрум, одам, ќе поодиме. Ајде да одиме. За крај, ти благодарам Мина за ова искрено интервју, ви благодарам и вама Фала ако бевме ваше друштво ова попладне. Podrum odam majče, podrum šetam. Podrum odam majče, podrum šetam. Aman, aman, drum pernica majče, drum postela. Drum pernica majče, drum postela. Snošti večer majče koga legnav. Snošti večer majče koga legnav. Aman, aman, koga legnav majče son si vidov. Koga legnav majče son si vidov. Na rancete majče mi zbije
fraca